Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на антикорупцијската комисија, госпоѓата Билјана Ивановска. Госпоѓа Ивановска, Министерството за надворешни работи соопшти дека до Државната комисија за спречување на корупција и до обвинителство доставиле документација за тендерот кој што се однесува на фирмата Eurovia и конференцијата на ОПСЕ. Какви се вашите први сомнежи за овој предмет, имајќи в предвид дека вие најавивте дека ќе отворите предмет уште пред да ви ја достават документацијата, односно по допрен глас? Имајќи во предвид дека се работи за предмет со високо материјално значење, значи се работи за износ од 1,8 милиони евра, за спроведена постапка за јавна набавка, од каде што договорен орган е Министерството за надворешни работи, а економски оператор е донатор на политичка партија. Знаете, ние по нашиот закон имаме посебна надлежност да следиме избори, донатори и сметките на партиите. Тоа беа првичните наши проценки дека постојат ризици во соодветниот предмет и од тие причини најавивме дека ќе отвориме предмет, што нели го направивме тоа. Во меѓувреме пристигна документацијата од Министерството за надворешни работи, предметот е распределен кај член, следствено на тоа и кај советник. Ќе се изврши анализа на добиените документи и доколку имаме потреба, веројатно ќе имаме потреба за нешто дополнително, тоа ќе го побараме, ќе го изанализираме и нашите сознанија ќе ги споделиме со јавноста, впрочем како што е тоа редовно го правиме. Министерот Османи сега побара од ДКСК да го истражи случајот со Eurovia, а претходно пак вице-премиерот Артан Груби јавно коментираше дека не верува во капацитетите на институцијата. Како го коментирате ова поделено мислење на овие двајца функционери? Може би тие најдобро треба да ви кажат за нивните собствени мислења. Наше е да работиме професионално, независно, непристрасно и да одговориме на сите барања и пријави што се до нашата институција, да отвориме предмети по допрен глас, што вие медиумите доаѓате до сознание, што редовно и тоа го правиме. Така што, како да ви кажам, на обвинувањата на Артан Груби ние си одговоривме соодветно, капацитетите наши се тие. Ако Артан Груби е еден од вице-премиерите кој што се залага за влез на државата во Европската комисија, добро е да ги види оценките на Европската комисија упатени до нашата институција, кои што од година во година кажуваат дека институцијата бележи напредок и добри резултати во своето работење. Она што останува на член на влада, односно на владата и на државата во целина, е да ја спроведат препораката на Европската комисија, а тоа е да се обезбедуваат и понатамо средства за работа и да се зајакнуваат капацитетите на оваа институција, што, иако, да речеме, споредено со 2019 се во голема мера подобрени, сепак, според надлежностите предвидени во законот, оставен е уште простор за тие да се зајакнат. Како го коментирате тврдењето на министерот Османи дека, кој што е трет човек во партијата ДУИ, дека од медиумите дознал од и собственик на фирмата Eurovia и негова сопруга се донатори на ДУИ? Видете, извештаите за донаторство во партиите се јавно објавени документи. Значи, тој би требало да ги види, да знае кој ја финансира партијата. Јас лично не можам да верувам дека некој што е трет човек во партијата не знае кој е донаторот. Некако не ми е логично да го верувам тоа. Од една страна, но од друга страна пак ќе кажам, тоа се јавно објавени податоци кои што секој може да ги види. Кога сме кај донатори на партии, ова не е прв случај донатор на една партија да понатаму добива тендери. Например, фирмата Arberia Design исто така во 2015 влеза во тие извештаи како донатор на партијата ДУИ, а од друга страна во изминативе неколку години редовно добива тендери за печатање на учебници, свидетелства, организирање на настани, па некако се доби впечаток во јавноста дека овие податоци за таа компанија некако помина незабележливо од надлежните институции. Ние исто така сме искоментирали таа компанија и ги следиме донаторите, особено во изборниот процес. Имаме достапност до трансакцијските сметки на партиите и точно гледаме
кои се донатори и колкав е износот на донациите, така што тој ризик, да речам, е покриен со контрола од наша страна. Работиме и на случајот да се обезбеди едно системско следење, поврзано со економските оператори кои што ги добиваат тендерите, меѓутоа има уште чекори дека стигнеме до тоа ниво. Сме подпомогнати од од ИПА проект, меѓутоа се уште е рано да се каже дека ќе се обезбеди тоа системско решение, што сметам дека ќе биде клучно за да се обезбеди таквата контрола. Многу големо внимание се посветува во останатите држави, особено на овој круг на движење на парите, бидејќи се овозможува на овој начин партиите да се обезбедат дополнително фактички средства од буџетот. Зашто се вели дека доколку се обезбеди намалување на корупцијата во државата, буџетот ќе обезбеди заштеда најмалку од 10%. Тоа се тие пари. Најавте дека ќе истражувате заедните информации во однос на внуците на Али Ахмети, односно за постапките за унапредување на Бесијан Ахмети во прв секретар на Македонската амбасада во Брисел, како и за доделувањето на државни пари од Фондот за иновации за Дрин Ахмети. Па до каде е вашата истрага по однос на овие предмети? Овие се оформени предмети, распределени кај членови кои што треба да ги работат заедно со нивните советници. Мислам дека за Бесијан Ахмети беше во две ситуации. Едната беше како економски промотор, како постапката каква била за назначување во економски промотор во 2016 година, а втората беше прв секретар во мисијата во Брисел. Значи побарани се документи од аспект на тоа да се утврди како течела таа постапка. Исто така и како е добиена државна помош преку Фондот за иновации за вториот внук. Да. Значи во тек се тие предмети, се во тек. Поминаа 2 месеци откако американската администрација прошири црната листа со имињата на Јордан Камчев и Рамис Меркон. Од обвинителство по ова соопштение се раздвижија па открија и 30 условно кажано забравени предмети во фиоки. Тој оставка како политичка одговорност не се поднесе. Какви мерки сега ви очекувате од надлежните институции кон Мерко па и кон Камчев по проширувањето на црната листа на американската администрација? Видете, јас знам дека нашата кривична пријава е поднесена 2019. Сега поднесовме и друга кривична пријава, исто поврзана со тој градоначалник. Се работат и други предмети поврзани со таа општина, со тој градоначалник. Значи, постојано има предмети за градоначалникот Рамис Мерко. Што очекувам? Очекувам дека треба да се поинтензивира работењето на истражните органи, на јавното обвинителство и што побрзо да се изрече јавна обвинителска одлука, за да може судот да си превземе своји активности, односно да си донесе пресуда. Тоа би требало да се случи. Тоа се вашите очекувања, а во пракса имате ли некакви одговори по иницијативите за кривично гонење на Мерко? Не, ние немаме одговори за тоа. Не. Дека постапката е во тек, инаку немаме нешто друго. Случајот Труст, односно по последното ваше соопштение дека барате кривично гонење за конфискацијата на имотот на Трансмет по судскиот предмет Труст, обвинителството ја замрзна соработката со вас. Иако само 3 дена претходно имаше соопштение дека работите на тоа како да ја подобрите соработката со обвинителството. Што ќе значи ова за вас и за вашата работа како институција, замрзнување на соработка со обвинителство? Па ние си продолживме да работиме како и претходно. Точно е дека со обвинителството имавме склучено меморандум за соработка, кој сам по себе значи израз на добра волја за соработка. Меѓутоа, нашите надлежности и нивните надлежности се изричито дефинирани во соодветните закони. Во Законот за спречување корупција, во Закон за јавно обвинителство. Така што не може да има отстапување од надлежностите кои што нас не се дефинирани во закон. Што значи тоа? Ние и понатаму си доставуваме кривични пријави, иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство. И во претходната седница, и таа пред неа, и во наредните седници, ние ќе си продолжиме да си постапуваме онака како што нашиот закон ни налага
А како ќе си постапува обвинителството, тоа е негова одговорност понатаму. Со оглед на тоа што се законски надлежности и на двете институции, доколку тие не одговорат на вашите иницијативи за кривично гонење, имате ли вие некаков механизам да се спротивставите на, условно кажано, таквата замрзната соработка со обвинителството? Ние можеме да побараме од висшето обвинителство да изврши увид во работењето, од Советот на јавни обвинители, што за некои предмети тоа и сме го направиле. До тука е нашето. Ние само оваа година од јануар до јуни, јули имаме 18 кривични иницијативи поднесено до јавно обвинителство. Тоа не е мала бројка. Значи, секој си ја носи својата одговорност за своето постапување. Ние нашата, тие нивната. За овие 18 имате некаков одговор што преземат? Одговорите се знае од нивна страна какви се. Додека нема јавно обвинителска одлука, а нема за ниеден, тоа е одговорот дека работата е во тек. Имајќи ги в предвид сите овие последни случувања, што значува за иницијативата на шефот на обвинителството Љубомир Јуевски за формирање на Национален фронт за борба против корупцијата? Опозицијата обвинува дека сето тоа е само шминка за пред јавноста. Ние и тогаш излеговме со став и кажавме дека нема потреба од нешто посебно формирање на некое ново тело, бидејќи системот е веќе воспоставен, секоја институција си има своји надлежности и треба да си постапува согласно своите надлежности. Ако сите институции функционираат како што треба, тогаш и системот во целина ќе функционира како што треба и ние нема да имаме проблем. Каде е нашиот проблем во државата? Имаме застој во правосудниот систем. Зошто имаме застој? Веќе проблемите се повеќе пати елаборирани во јавноста, апсолвирани, и мислам дека треба сериозно да се преземат чекори во нивните редови за да се зајакнат и капацитетите во смисла на човечки ресурси, и техничките капацитети, и одговорноста и совесноста, независноста во работењето, интегритетот како најголем проблем. Така да има поле за работа, за соработка, ако се сака може да се изработи. Дали сте задоволни од досега преземените мерки? Чии? Па во целиот тој Национален фронт за борба против корупција. Не можам да бидам задоволна, немаме резултати. Немаме завршница. Значи ние ќе бидеме задоволни кога ќе видиме ефект од работењето, а тоа е да имаме завршница, да имаме судски решенија, судски одлуки. Ние немаме судски одлуки. Како ја оценувате состојбата, односно борбата против корупцијата во земјава? Значи, за жал, не можеме да констатираме дека имаме подобра состојба во државата и дека сме напреднале во борбата. Како показатели, како индикатори за сето ова се спроведените активности од страна на институциите кои што се предвидени во акцијскиот план на Националната стратегија. Знаете дека Националната стратегија ја донесовме на еден инклузивен начин, ги вклучивме сите институции, тие самите даваа предлози како да се надминат ризиците од корупција. По донесување на Националната стратегија од страна на Собранието, остана наред институциите да ги преземат активностите. Во 21 година преземени се само 20%, во 22 година во годишниот извештај е евидентирано дека се преземени само 10%. Ова укажува дека недостасува волја и капацитет, ама пред се волја, во самите институции да ги преземат соодветните мерки за да ги спроведат овие активности. Во вакви услови не можам да кажам дека состојбата е подобрена, напротив. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.